Нашите срца да ги издигнеме нагоре. Празнувањето на Великден не треба да го правиме како спомен за настан што се случил пред 2000 години, туку како празник на нашето воскресение. Треба да се доживее Христовата вистина, правда и љубов, за да го пронајдеме мирот во себе. Ова го истакна поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан по одржувањето на светата архиерејска литургија во црквата Света Богородица во Тетово. Тој додаде дека христијанството не учи да ги поддржиме добрите, но и да им помагаме на оние кои грешат, да го сакаме секој народ и пријателите и непријателите. Од кај нас од Македонија гладен и жеден никој не си отишол. За други сме подготвени да дадеме и од она што малку и за себе имаме. Тоа веројатно најмногу е поради христијанското во нас, поради евангелското во душата на македонскиот човек. Но има и нешто за кое треба да се прашуваме и зошто е така. Имено сосема сме други кога во прашање се меѓусебните, кога во прашање се нашите македонски односи, нашите македонски работи. Ништо меѓу нас или многу тешко ги договараме и решаваме работите, па дури оние што се од национален или државен интерес. На денешното празнување на првиот петок по Христовото воскресение или петок Балаклија, на протоиерејот Томислав Јосифовски му беше доделен граден крст, како одлика за протоиереј во Македонската православна црква. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква го одликува протоиерејот Томислав Јосифовски од Тетово, Тетовско-гостиварска епархија со право на носење граден крст. Поради тоа што Богородица му ги миела раните на Исус, но овој ден луѓето ги посетуваат изворите, ги мијат лицето и очите, водите се осветуваат. Поради тоа најчесто овој празник се празнува во црквите што се покрај извори. Во на време се искачи Исус во Ерусалим, а во Ерусалим при овчата порта имаше бања по еврејски наречена Витезда со 5 ремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, хруми, суви кои очекуваа да се развижи водата. Зашто од време навреме бањата слегуваше ангел Господов и ја развижуваше водата, и кој прв ќе влезеше по развижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест да боледуваше. Традиционално, само во Тетово во предвечерието на источен петок Балаклија, верниците се собираат во дворот на црквата Света Богородица, каде се кршкаат со великденски јајца. Традицијата продолжува и ден денеска. Доаѓаме стално. Многу е убаво, има закон, го поштуваме законот, еве се крчкаме на крај со јајца, а и црквата, народот што ги носи јајцата, ги поделува после на народот. До денеска се осветуваат водите? Да, се осветуваат водите, се дава нафора. Еве денеска присуствуваше и поглаварот господин Стефан и многу беше свечано, многу беше убаво. Овој храм некако Богородица не влече годиништа, така е адетот овде. Ако не дојдеме во оваа црква, мислим како така, тоа е со години се прославува за многу години, да ни е вековит и вечен, со владиката ете што дојде не израдува, секоја година се повесело и поубаво да ни биде. Петок Балаклија спаѓа во светлата недела, поради што некои го викаат и Светол петок. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со нејзиното име.